2026 година. Почитувани верници, потомци и следбеници, представници на Македонската православна црква. Денес, на овој голем ден, Илинден, ја даваме почит и ја славиме традицијата на нашата славна илинденска генерација. Традиција што не задолжува и не обединува. Денес, на овој голем ден, зборуваме за жртвата, за одговорноста, за посветеноста, патриотизмот, достоинството, единството и идеите. Денес зборуваме за Македонија, за незината приказна, за нашите идоли од минатото, за храбрите борци кои ни ја дарија слободата и државноста, за нив, за секој од нив, но и за нас, за секој еден од нас. Пред толку години на Мешкин камен, законатите борци на војводата Питу Дули се саможртвува пред алтарот на слободата. Крушево падна пред голема војна сила и беше опожарено и ограбено. На духот на Илинден останат, бидејќи беше национален напон и стремеж за слободна и собствена држава собран со векови. Заклетвата слобода или смрт е судбински избор дефиниран во зборовите на Даме Груев, која гласи: подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Зборови што жестоко ја содржат енергијата и свеста што права држава. Независна и суверена Република Македонија години потоа стана реалност. Првиот Илинден на Гоце и Даме и на Ѓорче и Јане во 1903 година е символот на македонскиот непокор и израз на решеноста за борба до победа. Вториот Илинден на Брашнато и Чемто, на Раци и Кузма од 1944 година ги спои старите и новите илинденци, ги сплоти генерациите и ги избори за победата. Ја создаде нашата современа држава, која на 8 септември 1991 година настана независна и суверена Република Македонија. Затоа познатиот пат на илинденците, како што метафорично го дефинира великанот на современата македонска држава Методија Антоновченто, е пат по кој денес одиме. Највисоката жртва на илинденците, нивните животи не обврзуваат да стигнеме до целта, а тоа им го должиме ни, но и на идните генерации. Пораката на овој Илинден е дека секоја генерација има своја битка. Ако Илинден Ако Илинден 903 беше Илинден на македонскиот непокор, ако Илинден 944 година беше Илинден на македонската истрајност и сплотување, Илинден 2026 година Илинден на македонската стремеж, Илинден на македонската битка за успех, за економски развој и подобар живот на сите граѓани. Ако битката на нашите предци, на нашите илинденци беше слободна и самостојна Македонија, нашата битка денес е просперитетна и економски силна Македонија. Секоја генерација има своја битка. Илинденците и асновците и остварија своите цели, денес Македонија е независна и суверена држава. Нешто за Гоце Делчев. Роден е на 4 февруари 1872 година во Кукуш, како прво машко дете, трето поред во бројното семејство. Делчеви, кој имаше 9 деца. Гоце учел по гимназијско училиште во Кукуш, завршил средна школа во Бугарско-Солунската машка гимназија, Свети Кирил и Методи. После се запишал во Војната академија во Софија во 1891 година, подосна на тајна ги посветува социјалистичките собери, ширејќи социјалистичка литература и заради тоа бил отстранет од школата. Стана учител во Штип во 1894 година, каде го запозна Даме Груев, еден од основачите на револуционерната организација. Во 1896 година во Солун се одржа конгрес на Македонски ордински револуционерен конгрес. Заедно со Ѓорче Петров го составиле уставот на организацијата под името Македонско ордински комитет. Во почетокот на 1898 година основан е и Четничкиот
институт и Гоце бил поставен за раководител на сите организации во Македонија. Целта на оваа организација била за автономна Македонија и да се смени влијанието на бугарскиот двор. Во 1902 година, заедно со Даме Друев и Јане Сантански, одлучиле да не се крева фронтално востание во Македонија, туку да се води партизанска борба. Во јануари 1903 година, со четврта Гоце тргнал за Македонија заедно со Јабаро, стигнале во Самокол и го минирале мостот на реката Антис. Исто и тунелот на пругата. До 20 април стигнал во Солун, во Солунско-бугарската машка гимназија и оттаму се сретнал со Даме Друев и се договарале за кревање на востание. После со воз од Солун заминал за Серес и за пристигнувањето во Баница биле известени турците и во зората на 4 мај 1903 година со другарите биле отколени од турската војска. Гоце им наредил населаните да го напуштат селото, да се спасат од турските аскери. Заедно со војводата Џаков, Гоце излегле на тесните улици заедно со сите 14 војводи и биле забележени од турците. Гоце тогаш викал по нив: "Верата ваша." Тргнал прв со својата пушка и останал да ја полни пушката кон крајот на селото Баница и на 4 мај беше погоден во левиот дел од градите и паднал мртов, и тоа беше крајот на нашиот најголем македонски револуционер и идеолог Гоце Делчев. И благодариме за вниманието. Од заедницата го имаме Благојче Кацев, подпредседател на управата и најстариот мембер на заедницата Миле Тодоровски. Од пензионерското друштво ги имаме Коле Стојчевски и Бранко Велковски. Од женската секција ги имаме Су Бошев и Мира Дамевска. Од фудбалот Меджик го имаме Благоја Груевски. Од фудбалот Меджик македонско на Санс, Македонско сонце, Владе Ангелевски. Од фудбалот Magic Juniors го имаме Данте Чаталовски. Од игралната група и македонското школо ги имаме
Джесика Стојчевски и Шенел Веловска.